Малкумина денеска ја познаваат верата. Не навлекувајќи во причините на тоа зошто се случува сето тоа, или може би оставајќи во некоја од наредните емисии да разгледаме за причините зошто не само во Македонија, туку во сите земји кои беа така наречени социјалистички и комунистички, денес доаѓа луѓето малку да ја познаваат верата. Велам, ќе разгледуваме затоа во некои од наредните емисии, но денеска имаме за задача да преку одреден циклус на емисии кои го правиме во соработка со телевизијата Кочани, да се доближиме до народот и да му ја објасниме верата на неговите татковци и дедовци, верата која ја нарекуваме православна, верата која го осмислувала животот на нашите предци, но исто така онтолошки важна и за нас, значи која го осмислува и нашиот живот и нашето постоење. Затоа денеска и би говореле и би почнале токму со верата како основа на се што се надеваме. Затоа што се среќаваме со многумина кои сакаат на верата да и го спротистават знаењето. И велат дека знаењето е едно, а верата е нешто друго. Напати многумина за оние кои веруваат, сметаат дека се тие од пониска категорија луѓе, затоа што не успеале да го осознаат она што објективно постои и што во науката се докажува, и затоа веруваат во нешто што е стихија на овој свет, за кое велат тие, овие другите не стигнале се уште да го спознаат и да го осознаат. Може би навидум од прва рака и да има некаква точност во сето тоа, затоа што постојат навистина луѓе што собрале во животот поголеми знаења и тие можат многу природни феномени кои се тајна за многумина да ги објаснат со законите на науката. Но тоа не значи дека пак овие што веруваат не можат да стигнат до истите закони и до истото научно објаснување, и не значи тоа дека пак кога овие ќе стигнат до таквите научни откритија, ќе престанат да веруваат, односно нивната вера ќе се замени со тоа позитивно знаење. Бидејќи знаењето е едно, а верата е нешто друго. Зошто е тоа така? Затоа што во животот се среќаваме со објекти и предмети кои лудост би било да речеме дека не ги знаеме и дека не ги познаваме. Да речеме дека оваа маса која е пред нас не постои, некој би не сметал за луд. Но
Оваа маса која овде пред нас постои, како и многу други работи кои околу нас постојат, се предмет на едно објективно познание кое не принудува да го признаеме. Не само оние ситни предмети кои се околу нас не принудуваат да ги признаеме, туку и законите кои важат во природата, а кои постепено се откриваат низ историјата на човештвото, не принудуваат да ги познаеме. Не би можело да не признаат за нормални луѓе, ако ние она што е објективно и што не принудува, не го признаваме и велиме дека тоа не постои. Но покрај тоа објективно познание, за кое е исклучително тешко да не го признаваме дека постои и невозможно да не го признаваме дека постои, а тоа е, како што рековме, покрај објективната реалност околу нас и објективната реалност на постоењето на внатрешните закони на природата, какви што се законите на физиката, или законите на хемијата, или биолошките закони, или кој било вид на други природни закони, кои не принудуваат да ги познаеме и да ги признаеме како такви, и тоа од моментот кога истите се откриваат, теоретски да ги знаеме, да ги објасниме, а уште пред моментот истите да бидат откриени, да бидеме подложени на нивното принудително дејство. Сакале или не сакале да признаеме, денеска постои законот за гравитација, кој можеби не е објективна реалност како што се тоа предметите околу нас, зашто со голо око не можеме на тој начин да го видиме како објективна реалност на предметите, но постои како закон и секое тело е подложено на тој закон. Исто така и со другите закони во природата. Но познанието или знаењето не завршува само на објективната реалност. Покрај објективната реалност околу нас, ние знаеме или ги познаваме личностите околу нас, а најмногу од се, односно згора на се, треба да го познаеме Бога. Дали таквото знаење кое го имаме за личностите или знаењето кое го имаме за Бога е од ист тип како што е знаењето за објективната реалност? Кога ја познаваме некоја личност, таја со нејзините физички перформанси може да делува принудително на нас да ја познаеме. И тоа може би да го наречеме полициски начин на познавање, со тоа што знаеме колку е висока таја личност, колку е тешка, каква боја на косата има, каква боја на очите. Но за да ја познаеме истата комплетно, затоа што личноста покрај телесни или соматски карактеристики има и духовни, односно душевни карактеристики, потребно е некој друг вид на познание кој не е ист со објективната реалност. Згора на сето тоа, покрај, значи што постои таков друг вид на познание различен од оној со кој ја познаваме објективната реалност, при запознавањето на личностите или Бога постои можноста некого да го исклучиме од познавањето. На колку пати ни се случило да помислиме дека некоја личност не сакаме да ја познаеме, односно не сакаме да го признаеме нејзиното присуство. Ние сме свесни дека таја личност постои со нејзиното физичко присуство. Ама ако при тоа љубовно не сакаме да ја познаеме, таја личност за нас исто како и да не постои. Што значи, на колку пати дури луѓето велат пред другите: остави го, тој не постои за мене. Објективно никој не може да го исклучи постоењето на другиот. Но во рамките на познавањето на личноста може некого да го познаеш и некого да не сакаш да го познаеш,
А познавањето на личностите пак се поистоветува со љубовта како друг начин на познавање различен од онај на објективната реалност. Познавањето во љубовта е начин на познавање во слобода. Сега, за разлика од она објективна реалност, која не принудува да ја признаеме, односно познаеме, како што не принудува оваа маса да и го признаеме нејзиното постоење, или не принудува нешто што е во околината околу нас да мораме да го признаеме неговото постоење, љубовта или познавањето во љубов на личностите околу нас е непринудително. Односно, не принудува да го познаеме некого, ако за тоа не сакаме. Само со тоа што љубиме, го познаваме некого. Но во тој аспект, љубовта се поистоветува со слободата. Некого го сакаш, го љубиш, значи, слободно и непринудено, и само тогаш го познаваш. Сличен е начинот на познавање на мајката, која го познава своето дете уште додека е во утробата. Значи, таја не може да го знае со принудителност или логички само како тоа изгледа, како личи, каков состав има, туку го познава во љубовта и со тоа комплетно го познава. И физички, и духовно. Вистинско слободно личносно познавање постои меѓу личностите на Светата Троица. И тоа е прототип на слободното личносно познание. Отец слободно, значи без никакво принудување, го раѓа својот возљубен син. И со тоа, со таа љубов на раѓање, го познава својот возљубен син. Синот пак, Христос, го познава својот отец исто така слободно и љубовно со тоа што му возвраќа на љубовта на отец. Духот Свети, кој исходи од Оца, исто така слободно и непринудено исходи од него и слободно и непринудено му возвраќа на Бога со љубов за тоа што исходи од Оца. Значи, во самата Света Троица постои овој вториот начин на познавање, непринудителен. Исто како што наговоревме како се познаваат личностите, непринудително. Не се познаваат, значи, личностите со тоа што мораме да го регистрираме постоењето на другиот. Туку го познаваме во слобода и љубов, ако сакаме. Прототип за таквото слободно признавање, односно за слободното знаење, е Светата Троица, во која сите три личности, Отец, Син и Свети Дух, слободно љубејки се познаваат еден со друг. И затоа Христос, нели во Новиот Завет, ќе рече дека го познава Оца и дека Отец го познава Него. Само во љубов и непринудено. Не како оној првиот начин на познавање, како што ја познаваме објективната реалност. Но каква импликација има таквото слободно и љубовно познание на личностите на Светата Троица врз нас луѓето и врз целата створена природа? Можно ли е тој начин на познавање да има врска со познавањето на личностите и со познавањето наше на Бога? Спомнувајќи го тоа, дека личностниот начин на познавање е слободен и непринуден, и знаејќи секако претходно дека ние сме икони Божји, создадени сме, значи, по сликата Божја, возможно е и ние да имаме еден друг начин на познавање,
за разлика од оној објективниот, а тоа е по слобода и љубов. Ете, така слободно и љубовно и ние го познаваме Бога, значи не затоа што тој не принудува да го познаеме, не затоа што со неговото откривање ни дава едно објективно присуство со кое мора да го регистрираме, туку затоа што непринудено и слободно, со вера, со други зборови, затоа што верата значи таков вид на знаење кој е слободен и непринуден, го познаваме Бога. Но скоро сосема на ист начин ги познаваме и личностите околу нас. Велиме скоро сосема на ист начин, а не потполно ист начин, бидејќи личностите околу нас носат и една доза на објективно познание, затоа што се телесни битија и мораме да го регистрираме нивното објективно постоење, но со тоа што се и духовни битија оставаат простор слободно и непринудено да го прифатиме нивното постоење или обратно, да го одбиеме нивното постоење без разлика што објективно не принудуваат да ги признаеме, со тоа што не би сакале слободно тие да ги признаеме, исто и како да не постојат. Следствено на ова сето што претходно го рековме, постојат два вида на знаење. Едниот е објективно знаење, кое е принудително и кое не принудува да го регистрираме истото и не би биле, што вели народот, нормални ако сето тоа не го регистрираме, и овој вториот вид на знаење, кое го нарекуваме вера, а тој се поистоветува со љубовта, а истовремено се поистоветува со слободата и слободно го примаме и слободно го признаваме некого, односно слободно го стекнуваме тоа знаење за Бога или за оној кого го признаваме како личност до нас, но едното со другото знаење се различни. Имаме повеќе видови на вера, затоа што под поимот вера се провлекле повеќе поими напати со разнородно значење. Скоро да нема човек кој не верува во нешто. Веруваат луѓето во самите себе си, веруваат во силата на звездите, веруваат во семејството, веруваат во одредени луѓе, но истиот е тој вид на вера со оној кој веруваме дека постои во Светата Троица како слободно познавање на личностите. Зашто било кој од овие споменати начини на вера е на некој начин принудителен. Многумина денеска веруваат во судбина која е принудена од звездите, односно судбина која ја раскажуваат или која ни ја уредуваат звездите или небесните тела. Но дали таквата вера е слободна? Дали ние не можеме да делуваме, односно можеме да делуваме слободно да ја промениме таа наша судбина? Сите тие типови кои претходно ги споменавме на вера можат да се наречат суеверие или пак да се класираат во оној правец кој философијата го нарекува агностицизам. Значи, веруваш во нешто дека постои некоја сила, ама ниту ја знаеш таја, ниту пак имаш желба истата да ја запознаеш. Има и друг вид кој ни се нуди како вера, а тоа е исполнување на морални закони кои се пропишани, да речеме, 10 Божји заповеди. И човек смета дека ако ги исполнува 10 Божји заповеди или она што е да кажеме оприсутнето преку Новиот Завет како морален живот на христијанинот,
ако истото се исполнува, тогаш се постанува со тоа и верен, односно се постанува верник. Но дали вистина во таквите случаи се работи за правата вера? Тоа е еден морализам кој не мора да значи секогаш дека е вера. Затоа што вистинската вера повторно е поставена на прашање, односно поставена на кантар и на просудување, тогаш кога е затворена во некакви морални принципи. Вистинската вера, како што веќе претходно рековме, треба да го носи карактерот на слобода. А дали моралните принципи, односно обоготворувањето на истите, и мислејќи дека со тоа што ќе се исполнат истите, автоматски се стигнува во заедница со Бога, може да не направи слободни битие. Трета начин кој ни се нуди како вера е поверението или довербата. На многумина им веруваме, затоа што или од предходниот начин нивни на живот ја заслужиле таа наша доверба, или затоа што пак ние сме некогаш наивни, или пак затоа што ни се членови на најблиското семејство и ако не им веруваме нив, тогаш би било опасно целиот наш идентитет да пропадне. Што значи, постои еден ваков начин на верување, кој многумина сакаат да го заменат со вистинската вера, сметајќи дека поверението или довербата е вистинската вера. И тоа понатаму го преместуваат во заедницата со Бога и сметаат дека треба на Бога само да му се биде поверлив или доверлив. А тоа што слободно не се познава истиот, со тоа што не се трудиме слободно да влеземе во заедница за што повеќе да го запознаеме него, тоа напати се остава по страна. Има друг вид друг вид на верување кој се нуди како начин на верување, а кој сметаме дека се уште не е потполно или целосно вистинска вера на православните христијани, а тоа е луѓе кои веруваат во она што го учи црквата, но истото не го практикуваат. Значи, не се сомневаат кога некој ќе им кажува дека чистотата на верата е во следните догмати. Туку вела тоа е така, ама не ги живеат истите работи. И тоа е еден лажен вид на вера, односно нецелосна, некомплетна вера, како и овие претходниве случаи што ги набројавме. И може би постојат и други начини на вера, меѓу кои секако едно психолошко чувство на доживување на верата, со тоа што, да кажеме, човек сака култот кој го има во верата, односно во црквата, психолошки да го доживее и со тоа да покаже дека е на прав пат во верата. Имено, да почувствува некакво умиление или некакво психолошко растеретување, тогаш кога се моли и тогаш кога смета дека е во заедница со Бога. Сиве овие начини на верување ги споменавме само за да покажеме дека се некомплетен начин на доживување на верата. Затоа што малку повеќе некој, а некој малку помалку, сите се помалку принудителни и слични на оној начин на кој велиме дека се стекнува објективното знаење во светот. Но вистинската вера има сосема друга основа. Е слободна и непринудена. Се во ова го направивме како вовед, за да видиме за разлика од она што подолу ќе го изложиме
како христијанско учење за верата, како тоа се доживувало во светот во кој се јавува христијанството, но и после тоа до ова наше време. Верата кај христијаните се исповеда и логички, односно се исповеда и со збор, и затоа уште од најрано време постојат символи на истата. Имено со краток текст опишано што е суштина на христијанската вера. До нас е стигнат и прифатен така наречениот Никеот цариградски символ на верата, кој почнува токму со зборот верувам и понатаму продолжува во едниот Бог, Отец, Вседржител и така натаму. Што значи тоа верувам за православните христијани? Секако не еден објективен однос со реалноста. Секако не она што претходно го опишавме, дека е принудителен начин да не направи да го запознаеме истото. Но се поставува сега едно второ прашање. Дали пак верата му претходи на знаењето, или пак треба прво да знаеш нешто, па за да веруваш во истото? Тоа е многу слично на она кога блажени Августин пишува за љубовта и знаењето и кога вели дека прво треба да го познаеш некого па после да го љубиш, и дека не е можно прво некого да го љубиш, а тек отпосле да го запознаеш. Но кај православните христијани, исто како што љубовта и знаењето се поистоветуваат, односно не може прво некого да го познаваш па после да го љубиш, затоа што тоа деградација на љубовта и на смислата на љубовта, истото потполно се поистоветува и верата и знаењето, бидејќи со самото тоа што слободно некого го признаваш или веруваш во него, со истото тоа ти го знаеш истиот. Значи, верата се поистоветува со знаењето, но со оној начин на непринудително прифаќање на она што сакаме да го познаеме. Значи, не е вера ако ги признаеме објективностите околу нас. И тоа го нарекуваме позитивно знаење. Но вера е секој друг вид на знаење кој слободно го примаме и кој слободно го прифаќаме. Таков е, значи, видот на знаење во познанието на Бога и познанието на личностите. На кој начин верата и знаењето се поистоветуваат? Ако добро се проанализира светата тајна крштение, која е вовед во верата на православните христијани, затоа што никој не може да се нарече христијанин, а при тоа да не биде крстен, и крштението е вчленување во православната црква и воопшто во христијанскиот живот, тогаш многу е важно како и на кој начин се исповеда верата во светата тајна крштение. А евидентно во начинот на крштевањето на христијаните е следново. Имено, неопходно е при самиот чин на крштевање да ја исповедаат верата, или овој Никео цариградски символ на верата кој го споменавме, кој почнува токму со зборот верувам. И второ карактеристично, при крштевањето, оној кој се крштева му се вели да се сврти кон запад и да плукни 3 пати.
Што значи сето тоа во корелација со она што сега го објаснуваме како вера? Имено, тоа не е една проста форма која останала од древност и која сега ја практикуваме во црквата. Туку е екзистенцијален чин на вистинска вера во вистинското откровение Божјо и спасението кое доаѓа од него. И спротивно на тоа, свртување кон Запад, кој се поистоветува со световниот начин на живот, кој води кон смрт и распаѓање, и плукање на таквиот начин на живот, затоа што истиот не води до никаде. Што значи праксата во крштевањето на едно завртување кон Запад, плукање на тој Запад, односно на стариот начин на живот, и повторно вртење кон Исток и исповедање на верата која почнува со верувам, во суштина е начин на слободно прифаќање или на слободно познание на она што Бог ни го открил или на она што Бог сам себе се открил во историјата на човештвото. Да речеш верувам, значи да дадеш одговор на прашањето на една заедница која преку устата на епископот те испитува дали си го променил начинот на живот. И тоа се поврзува со крштението. А во старата црква, за некој да се крсти, потребно било да биде донесен пред целото црквено собрание, на кое председава епископот, и тука да биде испитан за неговата вера, да биде испитан и за предходниот начин на негов живот, на оној значи кој сака да се крсти, и за тоа колку е цврста неговата намера да го остави стариот човек и да се облече во нов човек, што и се прави со самиот чин на крштението. Што значи дека да веруваш во Бога, значи да одговориш на тоа прашање колку си подготвен да го промениш твојот начин на живот. Тоа е она што самото произлегува од светата тајна крштение, која скоро на ист начин се практикува од најстаро време па се до наши дни. Тоа пак што новокрстениот се врти на исток, односно оној кој сака да се крсти после вртењето на Запад и плукањето кон Запад, односно кон стариот живот и кон стариот човек, и после одрекувањето од стариот живот кој бил на некој начин принуден така да се живее од демоните, затоа и овој дел од крштевањето се вика екзорцизам или истерување на демоните, оној кој сака да се крсти се врти после тоа на исток и тука ја исповеда вистинската вера. Но какво сега пак значење има самото вртење кон исток и зошто е потребно после вртењето на Запад и плукањето на Запад да се врти човекот на исток и тука да исповеда верата? Потребно е истото, затоа што од најрано време, наследувајќи го старозаветниот етос, старата црква, новозаветната значи црква, има надеж дека исток е местото од каде Христос повторно ќе дојде. Значи, исток е исполнување на есхатолошкото очекување на црквата, на онај последен настан кој треба да се случи, а тоа е второто Христово доаѓање, и после тоа устројувањето на Царството Божјо, кое Христос ќе го устрои после неговото доаѓање. Што значи, самото вртење кон исток има еден есхатолошки карактер или еден карактер со крајна или последна цел.
Свети апостол Павле во посланието до евреите ќе напише дека верата е основ на се што се надеваме, потврда за невидливите работи. Ова основ на македонски се преведува од грчкиот оригинал во кого се вели ипостас. Ипостас и основ може да имаат слични карактеристики. Но само едно не треба тука да се заборави, дека во подоцнежното развивање на теологијата на Источната црква, овој збор ипостас ќе добие крајно онтолошки карактер и ќе се поистовети со личност. Да речеш ипостас и личност во 4 век во теологијата на кападокиските оци ќе биде едно и исто. Што значи не за џаба апостол Павле го употребува овој термин за да каже колку верата е онтолошка работа. Колку верата е нешто најважно во животот. И затоа вели е основ или ипостас, односно нешто што стои под. Тоа е подмет, со други зборови, на се што се надеваме. Верата се поистоветува од една страна со ипостас или со подмет или со основа, таја е основа, но од друга страна се поврзува со едно есхатолошко случување каква што е надежта. Надежта за она што треба да се случи, а кое е тоа што треба да се случи, тоа за христијаните што останува да се случи во иднината е второто Христово доаѓање. Значи, потврда за невидливите работи е верата, како вели апостол Павле, односно надеж дека Христос ќе го исполни своето ветување, дека ќе дојде повторно и дека ќе го устрои ветеното царство. Значи и во ваква корелација верата се поврзува со она последното, оној есхатолошкиот настан, она што го очекуваме како христијани да се случи последно. Според се во ова што го кажуваме, очигледно е едно, дека верата не се потврдува со нешто што е објективно. Не може да се поистовети со нешто што е објективно и што истовремено го принудува човека да го признае, туку со слободата. Веруваш е исто што и слободно да љубиш. Или да веруваш е исто што и слободно да знаеш дека тоа што го веруваш ќе се случи во иднината. Односно, да бидеш убеден со знаење дека надежта твоја, која е надеж на целата црква, а тоа е дека Христос повторно ќе дојде и ќе го устрои светот, е во суштина реалност ако истата ја прифатиш со вера. Ете, тоа е разликата меѓу верата и позитивното знаење. Едното те принудува да го познаеш, а другото го знаеш, ама не е принудително, туку е слободно. Значи, знаеш што ќе се случи во иднината, ама слободно, без иднината, односно Бог, на тоа да те принудат. Кај првите христијани, верата се поистоветува со криза или, како уште го нарекуваме тој збор, суд. Криза е еден грчки збор, повторно, кој значи просудување или премерување на нештата. Верата е тој суд за светот. Или верата е тоа премерување на квалитетите на нештата. Во христијанството, секогаш верата била поврзана со едно превреднување. Превреднувањето почнува на крштението, продолжува преку покајанието, за да заврши дури откако ќе се исполни ветеното, а тоа е устројувањето на Царството Божие.
А кое е тоа превреднување? Превреднување на биолошкиот начин на живот, кој е принудителен. Некој те родил, не те прашал дали сакаш. Те вовел во постоење и ти си втурнат во животот, а не живееш во животот слободно и никој не те прашал дали сакаш да го правиш она што сега го правиш. Наспроти тоа, превреднувањето на истите работи преку вера во суштина значи одбирање на еден нов начин на живот и на постоење, а тоа е во вера или слободно, и раѓање за еден нов начин на постоење, што почнува со крштението, и тоа раѓање по слобода, а не по нужност. Ако биолошкиот начин на живот е начин по нужност, кој е заробен од принудителностите, од објективната реалност на предметите кои не обкружуваат и законите кои не принудуваат, постоењето со вера е едно знаење, ама слободно, едно превреднување на животот по мерата на слободата и прифаќање на нов начин на постоење, токму по мерата на слободата што се поистоветува со љубовта. Биолошките врски, од кои секако најсилни се врските кои ги имаме со ближните во семејството, но и оние кои ги воспоставуваме во општеството, се принудителни. И затоа не е возможно без превреднување на истите, подобро без оставање на тој стар начин на воспоставување на принудителни врски, да можеме слободно да се спасуваме и слободно да постанеме членови на ветеното Царство Божио. Неопходно е, со други зборови, да го оставиме биолошкиот начин на живот, но исто така да го оставиме и оној општествен начин на живот кој не принудува да се затвориме во истиот. Денеска се идентификуваме или преку врските семејни, односно биолошки, кои ги воспоставуваме со ближните, или преку општествените релации во кои на некој начин, условно речено, помалку или повеќе слободно влегуваме. Но таквата слобода на воспоставување општествени релации скоро да е истата принудителна. Имено, за да постоиш во една земја, неопходно е да бидеш регистриран според законите на истата, да се придржуваш на истите закони и да имаш една потврда за твојот идентитет, каква што е, да речеме, твојата лична карта или твојот пасош. И врз основ на тие карактеристики твои се идентификуваш и биваш разликуван во однос на другите кои го содржат тоа општество. Од една страна, и биолошките врски на семејството, и општествените врски кои ги воспоставуваме во релациите на една држава, па и пошироко во целиот свет, се принудителни, но истовремено и ни даваат лажна надеж дека смислата на животот и постоењето може да биде и во нив. Да речеме, еден граѓанин на Америка со амерички пасош може да се појави како многу силен во било кое место на земјата да отиде, затоа што неговиот пасош е признат, затоа што амбасадата на Америка во било која земја може во секое време да го земе за заштита, и таквата состојба може некому да му даде лажна надеж дека општествените врски кои се воспоставуваат или таа општествена институција на која и се подложуваме, може да ни го дава идентитетот и може да ни ја даде крајната цел на животот и на постоењето. Но, за разлика од таквата една состојба,
на која многумина се подчинуваат во тој биолошки ритам на односи кои се воспоставува во животот, христијаните од почетокот на појавувањето на христијанството биле свесни дека ниту семејството, значи ниту тие биолошки релации, ниту пак општествените во државата во која што живееле можат да им го дадат конечниот идентитет. И затоа од секогаш велеле дека нивната татковина е таму каде што е нивниот небесен Отец, а тоа е на небесата. Она најархаична христијанска молитва Оче наш кој си на небесата го покажува тој идентитет на првите христијани. Отецот на христијаните на небесата, а нивната татковина е таму каде што е нивниот небесен Отец. Со тоа, значи, идентитетот на постоењето на христијаните не е ниту во биолошките врски кои почнуваат во семејството, ниту во подоцна воспоставените врски на ниво на една територија, држава, па дури и во целиот свет, туку идентитетот се црпи од небесната татковина, која се уште не е воспоставена во конечен вид, бидејќи ќе се воспостави тогаш кога Христос ќе дојде повторно, но по верата на христијаните, таја веќе постои, бидејќи верата е знаење за се што се надеваме и тоа го примаме и го живееме уште сега и овде на земјата, иако конечно не се случило, но истовремено ни го дава идентитетот сега и овде, за да знаеме зошто постоиме и за да знаеме кон каде треба да се смериме и кон каде треба да одиме. Значи, првите христијани подверуju или подверувам, подразбираат идентитет кој се црпи од заедницата со небесниот Отец или запишување за членство во небесната татковина, а не идентитет кој се црпи од нешто што е објективно во овој свет и кој ни дава можност само принудително да го познаваме истото. Кога човек ќе помисли дека Бог се јавува во овој свет, дека се открива уште во Стариот Завет преку неговите појавувања и дејства меѓу израелскиот народ, преку неговата помош да го помине Црвеното море, преку маната која им ја дава да се хранат во пустината, преку многу чуда со кои ја подкрепува верата нивна, или подоцна во новозаветниот период неговото чудотворење на објективен начин на земјата или преку иконите на кои се насликани Господ или неговите угодници, човек може да помисли дека и верата во црквата и верата во Бога може да има принудителен карактер. Затоа што ако Бог се открива на толку природен начин, тогаш е можно да не принуди да веруваме во Него. Само како парадигма ќе поставам една реченица која многумина ја употребуваат и велат: зошто, ако Бог постои, не се открие еднаш на небото или не напише на небото дека постои и сите да веруваат. Од еден аспект, Бог сака слободно да му пристапиме, значи да не принуди на истото. И затоа не пишува на небото дека тој постои, затоа што тогаш би било многу јасно и принудително дека сите треба да му се подчинат. Но од друга страна пак, тој активно учествува во историјата на човештвото и за оној кој има очи да види и уши да слушне, тоа е подкрепа во слабоста на неговата вера. Што значи, тоа што Бог се јавува во историјата на светот воопшто не е принудително некој
да верува. И тоа го гледаме токму пак низ библиските настани и покрај тоа што знаеме дека Бог го изведе Израилот, го префрли преку Црвеното море, и покрај тоа што знаеме дека тој му даде мана за да се прехрани Израилот, и покрај тоа што се јавуваше на многу пати и правеше чуда, сепак се остави простор да се посомневаат тие во Бога и да речат дали Бог воопшто постои. Затоа што дејствата негови во историјата не се принудителни по верата наша. Тоа е одговор на она кога многу пати сакаат луѓето да префрлат од една страна зошто Бог не се покажува сите да го видат, затоа што едноставно не сака принудително да веруваме, но од друга страна тогаш кога се покажува во такви настани каде никого не го принудува истото да го направи, и затоа во многу откривања Божји некои веруваат иако учествувале во настанот, а други не веруваат и сакаат да си го објаснат по некои од природните начини она што се случило како чудо во времето во кое тие присуствувале. На некој начин присуството во светите тајни може човек да рече дека е принудително. Ние принесуваме во црквата лепи вино и убедени сме дека после слегувањето на Духот Свети тие постануваат тело и крв Христови. Но иако се причестуваме со телото и крвта Христови, тоа не значи за оние кои не веруваат дека тоа е принудително. За оние кои веруваат, лебот и виното во црквата постанале тело и крв Христови. Но иако тие се реално тело и крв Христови, за оние кои не веруваат, тие не делуваат принудително. Значи, не делуваат по секоја цена да бидат признати како чудо кое се случило во црквата. Исто така и чудото преку светителите кои се случува во овој век. На многу пати сме слушале дека светите луѓе во овој свет прават чуда. Но и нивните чуда не се принудителни, затоа што оставаат простор сепак слободата да се изрази како вера, а не како едно објективно знаење. Историското присуство Божјо, значи, не принудува никого него објективно да го познаеме. Туку Бога го познаваме во верата. Ке се подсетиме на еден настан во Евангелието, кога светиот апостол Тома вели додека не ги ставам прстите во раните Христови, нема да поверувам. И Господ му се покажува, вистина му вели дојди Томо, остави ги прстите во раните од клинците. Но подоцна ќе му рече блажени се оние што не виделе а поверувале. Што значи не е исклучено Бога да го познаеме на некој начин и објективно, да го познаеме во историските негови откровенија, за да ни ја засили верата, за да не подкрепи. Но блажени се пак оние кои не виделе а поверувале, односно блажени се оние кои слободно, без никакво принудително дејство, ќе веруваат во она што е основ на верата. Верата е основ на се што се надеваме, вели апостол Павле. Но кога ќе се исполни она што се надеваме и кога ќе постане реалност, а тоа е кога ќе се устрои ветеното царство Божјо, зашто верата, нели рековме, е во тој конечен настан дека Господ повторно ќе дојде и дека ќе го устрои неговото царство. Значи, кога истото ќе постане реалност, тогаш ќе престане и верата. И како вели свети апостол Павле, тогаш ќе остане само љубовта.